Добредовте во нашата прва епизода на подкастот Гимназиски муабети со иницијатива на Младинската заедница и поддршка од Europe House. Europe House е тука за младите, најблискиот се наоѓа во Струга, простор за настани, активности, инспирација, поврзување и создавање. Отворен за младите и за повозрасните, можете да ги заследите на нивните Инстаграм и Фејсбук профили. Денес разговараме со личноста која секојдневно работи со младите, ги инспирира и им помага да го пронајдат својот пат. Наш гостин денес е директорката на гимназијата, која ќе ни открие како изгледа работата со младите, кои се предизвиците во образованието и што ја мотивира секој ден. Добар ден. Добар ден. И чест ми е што сум гостин на вашата емисија и да поразговараме во нашите гимназиски муабети. Може. Тука имаме спремни неколку прашања. Повелите. Ако може да почнеме. Сега. Кога за прв пат почувствувавте дека образованието е вашата животна мисија? Како? Па да ви кажам искрено, можеби нема да сгрешам ако кажам дека уште од најмали години сум сакала да бидам дел од образовниот систем и така сум го трасирала својот пат. Значи со образование во основното гимназиското образование тука во нашата гимназија и понатаму на факултетот на филолошкиот факултет во Скопје. Значи имате филолошки факултет во Скопје? Да, група македонски јазик, професор по македонски јазик и литература. Да. Што ја мотивира секој утро да продолжите со истата посветеност како претходниот ден? Нели рековте дека уште од дете? Да. Можеби љубовта кон пред се кон младите, кон децата, љубовта кон секојдневните обврски што ги имаме да ги исполнуваме, односно обврските кои што секојдневно се наметнуваат со леснотија да ги завршиме. И главната крајната цел да изградиме едно општество на млади луѓе кои што ќе бидат успешни, среќни, креативни и кои што ќе не заменат нас. Да. Што ја прави гимназијата во Охрид посебна во однос на другите училишта? Секогаш сме горди на гимназијата и како ученици и како вработени сега, односно како директор на нашата гимназија, посебно сме горди со тоа што имаме големи успеси кои што ги покажуваме на сите надпревари, успеси кои што понатака завршуваат со круната на едно постигнување за личностите кои стануваат, излегуваат од нашата гимназија и кои што и понатака творат, работат, живеат и се навистина примери за понатамошните генерации кои што излегуваат од нашите училиште. Да. Кој момент од работата со учениците најмногу ве радува? Бидејќи секојдневно вие и самите гледате дека сум постојано со учениците. Да, и како директор и како наставник едноставно ги охрабрувам, ги мотивирам со тоа што мислам дека гледаат и самите дека треба да бидеме посветени кон она што го имаме како цел, да не отстапуваат, да бидат храбри, да вложуваат во образованието, да ги на еден начин да знаат кои се вистинските вредности кај човекот, да бидат хумани, да бидат непосредни, комуникативни и никогаш да не се плашат да стигнат до целта. Бидејќи само храбро и посветено, со многу труд, може да стигнат до својата цел. Да. Значи, со љубовта се може. Љубовта, посветеноста и пред се би сакала тука да кажам дисциплината. Ако имаме дисциплина, имаме успех. И никогаш да не се враќаат на она што било неуспех или да се навраќаат на она што не успеале во животот да го направат. Да. Секогаш имаме друг начин да стигнеме до целта. Да, и тоа што сгрешили нека еден вид паука. Па сите и ние како возрастни имаме грешки и сите преку грешки се учиме. И ние учиме. И денес и јас учам од вас, од младите.
И како наставник и како директор многу сум научила. Гледам голема креативност кај моите ученици и не се срамам да кажам дека од нив сум го научила сето тоа. А мислам дека и тие имаат што да научат од нас како наставници или како раководен тим. Да, дефинитивно. Дали една добра порака од професор, во случајот директор, може да му го промени животот на некој ученик? Да. Секогаш мислам дека ние наставниците, професорите и како директор, ако имаме вистински пристап кон учениците и ако сме искрени и отворени кон нив и дека мислам дека тие ќе не разберат, ќе не сватат и дека ќе можеби во тој момент не, меѓутоа во еден миг во животот ќе се навратат на тие зборови, ќе мислат, ќе знаат дека сме биле во право. Мислам и честно е да се каже дека секогаш работиме и како родители, и како професори, како наставници, од најмали нозе сите да бидат да зачекорат во животот храбро, достоинствено и да се полни со самодоверба, за да успеат и тие еден ден да бидат на нашите места. И родители да станат, да си ги почитуваат семејствата, и професори, наставници, доктори и така натака. Да. Инженери. Кога ќе погледнете назад по години работа во образованието, што ви носи најголема радост? Или радост и гордост? Успесите на моите ученици и на сите ученици што излегли од нашата гимназија, кои непосредно ги среќавам низ институциите, може би на улица ќе се сретнеме, ќе слушнам убави пораки од секаде на светот каде што тие веќе се остварени личности, личности кои што се за пример и се гордост не само на нашата гимназија, на градот, туку и на целото македонско општество. Да, значи на целата држава. Да. Бидејќи само по успесите најмногу се препознаваме. Да. Значи не се тие малку ученици што излегле на повисоко ниво, туку многу. Ако ја разгледаме листата кога нашето училиште веќе е создадено и во поново време и на крај и денес гледаме дека имаме прекрасни луѓе кои што излегле од нашето училиште. Да. И кои што дале придонес нормално за перспективата на ова општество. Имаме сега тука неколку брзи прашања. Повели? Книга или филм? Книга. Книга што секој ученик треба да ја прочита, според вас? Може би не ви е позната, мислам дека Алхемичарот. Алхемичар? Да. Знаење или оценка? Пример, општо знаење или како оценки? За мене знаењето пред се. Оценката, да, бидејќи таа ви представува еден скалило погоре за да стигнете во некаква цел. Меѓутоа, знаењето сепак никој не може да ви го одземе. Да, точно. Што ве прави најгорда како директор? Пак ќе кажам, успехот на моите колеги, успехот на моите ученици, некои, да речам, работи кои што не се сега во моментот од наставата, се од други области, како што е големата реконструкција на ова значајно здание во кое што ние учиме, работиме, гимназијата како една музејска зграда, да речам, заштитена од завод и музеј. И мислам дека сето тоа треба одговорно да ја чуваме, да ја гледаме како свој дом и да ја оставиме во вистинско светло на другите генерации што доаѓаат по нас. Согласувам. Какви луѓе сакате да излезат од гимназијата во Охрид? Дали само успешни ученици или одговорни и похрабри личности? Денес имав една кратка средба со младинската заедница, со представниците од младинската заедница и како и секогаш бев искрена и отворена со нив и се однесува и прашањето, може да го одговорам во тој контекст. Барам од нив да се личности кои што ќе ги сакаат своите соученици, кои што пред се имаат некаков хуман однос меѓу себе, личности кои што ќе се
успешни, посветени, исполнети со знаење и кои што ќе имаат верба во себе за сето она што треба што сакаат да го постигнат во животот. Само така ќе дојдат до сопствената цел. Пред се да внимаваат, да не ги посакуваат премногу материјалните вредности, туку да работат на себе и да имат, да бидат можеби изградени како вистински личности со високи морални вредности. Само така ќе бидат препознатливи и ќе бидат поинакви од другите. Бидејќи некои работи во животот немаат цена. Точно. И тоа треба да го запамтат. Можеби сега не во овој период од нивниот живот, затоа што младоста си го носи своето и ние сме биле млади, знаеме. Меѓутоа еден ден ќе бидат, сигурна сум дека ќе се сетат на моите зборови и ќе бидат благодарни. Да се почитуваат, да се почитуваат меѓу себе, да ги почитуваат пред се своите родители, бидејќи тие се најважни, и да ги почитуваат возрастните, бидејќи тие се што имаат во својот живот вложиле во нив. И да не гледаат толку материјалните вредности. Никако, материјалните вредности доаѓаат и си одат. Меѓутоа тоа што го изградиле како личност во себе, тоа остануваат предпознатливо и за идните генерации. Да, точно. Ние се препознаваме преку нашите родители, преку нашите баби и дедовци и тоа треба да го оставиме и понатаму. Ние сме едно општество кое што низ вековите се одржало токму на тие вистински семејни вредности, кои што ние мора да ги негуваме. Може би малку ќе ви звучи така по-конзервативно, меѓутоа јас сум сепак за она што е човечно, човечност и самочовечност. Прекрасно кажано. Ако треба со една порака да им се обратите на сите ученици од гимназијата, сегашни или идни, која би била вашата животна порака до нив? Па, мислам дека сето она досега што го кажав сепак е една порака и за тие што се во гимназиските клупи и за тие што ќе дојдат. Да. Би сакала да им кажам пред се да се почитуваат самите себе си, да бидат здрави и живи, да бидат достојни, да вложуваат во себе образованието пред се и да знаат кои се вистинските, односно да научат кои се вистинските вредности во животот. Се додека си ги поставуваат тие цели, се додека одат по патеката на правилните вредности во животот, ќе бидат успешни и полесно сите препреки ќе ги поминат во животот. Значи треба да знаеме кои сме, што сме и каде сме тргнале. Ако знаеме, ако си го трасираме овде патот, тој нема да е лесен. Ни еден пат не е лесен. Меѓутоа, полесно ќе се справиме со сите препреки кои што ни излегуваат на низ животот. Да, низ животот. Тоа е Затоа тоа. би сакала да се запишат во гимназија, да видат кој и како може да биде понатака, да ја гледаат крајната слика, не таа слика што е сега. Значи да ја гледаат долгорочната. таа слика што сакаат од себе да бидат во животот. И како понатака ќе го живеат животот, затоа што како и се во животот, младоста е минлива и доаѓаат по сериозни години каде што ќе треба да се остварат како личности. Кој е вашиот најубав момент како директорка? Што сте го доживеале некогаш во школата? Може би треба малце да подразмислам. Меѓутоа, би одговорила на ова прашање дека секој момент во кој ги гледам срекните лица на моите ученици е најубав. Искрена да бидам, секогаш сакам нашите ученици кога ќе ги сретнам во ходникот или во дворот да бидат срекни, насмеани, задоволни. Тие се најубавите моменти. И мислам дека тоа е најголемиот успех на директорот, меѓутоа и може би се убави моменти тие што презедовме една голема обврска со нашата заштита, да речам, на зградата која што ја работиме тековно, така да и тука имаме убави моменти кои што се сепак
една цел која треба да ја завршиме. Како ги мотивирате професорите да бидат иновативни во наставата? Во секојдневната комуникација со колегите никогаш, мислам, барем така се доживам, не се одвоив од наставниот процес и секогаш сум со нив, како и самите што може да видите, и секогаш гледам да ги мотивирам на еден начин со тоа што нивните потреби, нивните ресурси, нивните барања, да речем, за полесна настава, за успешна настава, секогаш им излегувам во пресред, да, за да им овозможам колку што е возможно од моја страна, нормално со барања до општината и до градоначалникот, кои секогаш не излегуваат во пресред. Да. Дали технологијата се користи доволно во наставата? Мислам да и мислам дека нашите колеги не заостануваат ништо. Значи се унапредува дефинитивно со унапредување на технологијата, на новите наставни програми, на новите начини на предавања. Не е сувопарно предавањето, часовите се секогаш интересни, секогаш се креативни, учениците може да заземат секогаш главно место во самиот час, самите знаете, и мислам дека тука имаме голем напредок. Се согласувам. Како за крај, зашто гимназија? Гимназија, заради тоа што во гимназија не учиме само од книгите. Учиме од секојдневната комуникација. Учиме почитување, учиме ред, учиме дисциплина, учиме успеси, учиме достигнувања, креативност и со сето тоа остварување на нашите соништа, соништата на нашите ученици, идни генерации кои ќе бидат многу важни во општеството, генерации кои што ќе остават трага, не само и оставиле трага, не само во нашето општество, во нашата држава, туку надвор. Секојдневно ги слушаме тие информации. И мислам дека треба да сватат идните генерации кои ќе дојдат во гимназија, дека во гимназија не само што се учи, туку се живее на едно високо културно, едукативно ниво, каде што нашите ученици се препознаваат по своите вредности. Затоа гимназија. Ви благодарам. Исто и вас ви благодариме што бевте дел од нашиот разговор и што ни откривте убавината и предизвиците на образованието. Јас секогаш, како и досега, ќе бидам со отворени врати и кон учениците, и кон родителите, и кон целото општество, за да видиме дека само со работа, со труд, со посветеност, со искреност и благодарност може да стигнеме до целта. И сепак тука сум за да ги откриеме убавините и предизвиците на образованието. Само така ќе стигнеме до целта. Благодарам. Ќе се видиме во наредната епизода на Гимназиски муабети. Чао.